мораме да размислиме кој е моделот, го дискутиравме и на еден состанок вчера исто прашање, и тој модел да го избереме и да видиме дали можеме да го реализираме, затоа што потребни се и размена податоци во реално време, обучен кадар во сите сектори кои што ни се од значење и како ќе одговараме во случај на криза. Кој е институционалниот одговор во време на криза. Секако не исклучувам медиумската писменост, образовните програми, веќе ги спомнав, и обуките за сите засегнати од новинари до институции до здруженија. Сајбер напади и хибридни закани ќе продолжат да ни се случуваат и најверојатно ќе ни се случуваат со зголемен интензитет од тој до сега. Се препознаваат како начин на водење војна во 21. век и ги водат и државни и недржавни актери кои што не ни се пријатели. Како држава која што јасно се позиционирала со ставот НАТО и кандидат за членка во Европската Унија, подложни сме и ќе бидеме подложени на ваков тип на напади. Не е прашањето дали ќе се случуваат, прашањето е како ќе се справиме со истите, каква отпорност ќе изградиме да можеме да одговориме на ваквиот вид напади.